Не се случуваат добри работи, лоши работи и во регионот и во светот. Слушнавме многу размисли за тоа како да се излезе од ситуацијата. Не можеме да бидеме споредени секако со Украина, таму е многу тешка ситуацијата. Им посакуваме се најдобро нашите колеги и на целиот украински народ кој што се соочува со руската агресија. Без презадан напад против територијалниот интегритет на Украина, но и незиниот народ. Не може да споредиме со Украина, иако може да се чувствуваме срекни што имаме вакви проблеми, многу сепак тешки проблеми. Проблеми кои што луѓе во Северна Македонија, од медиумите и од регионот ги трпат, но и во Европа. И Европа е нападната од политички екстремизам, екстремен етнонационализам и овие работи си го платија данокот врз демократијата, а и медиумите. Тука доаѓам од Институтот за медиумски аналитики, која што е организација што се занимава со дезинформации, говор на одмраза и повреда на човековите права, односно нивно спречување, претпоставувам. Сакам да се фокусирам на справувањето со дезинформациите, затоа што тоа е главната закана кон безбедноста на нашата земја, нашите земји, за стабилноста на нашата земја, но и за самото постоење на професионализмот во мојата фела. Барем онака како што ние ги концепиравме во минатото. Се надевам дека ќе продолжат да постојат и во иднина, како главен столб, како надзорник врз слободата. Ние разбиваме лажни вести, проверуваме вистина на вестите. Единствена организација која што со националната станица Алсат правиме кратки ТВ 10-минутни видеа кои што разбиваат лаги кои што се пласираат во медиумите. Единствен пример сме во регионов и се уште веруваме дека борбата против дезинформацијата треба да биде мејнстрим и дека медиумските професионалци и медиумите, куќите, треба да се први во таа битка за тоа што да бидеме искрени, граѓанското општество и неговите организации и факт-чекерите си ја вршат работата, но не можат да ги покријат медиумските куќи кои што се во мејнстримот. Тие се напаѓаат човекови права, произведуваат омраза, што го за... Ако продолжи вака, повеќето медиумски куќи професионални ќе се десеткуваат. Повеќето не може да преживеат како медиумски куќи, многу ќе се затвараат доколку ова продолжи. Ако не почнат да учествуваат поактивно, ако не се борат против дезинформациите. Само да споменам еден пример за тоа како функционираат нештата и да го поврзам со Украина. Минатата година имаше еден твит на платформата X, поранешен Твитер, каде што се велеше дека претседателот на Украина Зеленски е добре дојден во Генералното собрание на ООН, на билборд во Њујорк и пишува слава на урина, не на Украина. Твитот беше од еден познат профил на Твитер, кој што го користи руската пропаганда за очигледни цели и многу српски медиуми ја пренесоа веста.
Оваа дезинформација беше публикувана од повеќе од 30 медиумски куќи во Северна Македонија, вклучувајќи 2 национални ТВ станици. Независно од тоа што ние проверивме вистината, новоста беше лажна, истакнати медиумски куќи како Associated Press, Reuters проверија и разбија оваа лага. Наши медиуми, помеѓу нив и неколку кои што се дефинираат како професионални, кои што имаат пресови, кои што не се ни обидија да проверат вистинитоста. Видовме ваква дезинформација како се појавува на Телеграм на Захарова и очигледно беше една манипулирана слика. Не постоел таков билборд. Компанијата кој што го поседува билбордот се огради од таквиот наздан, дека никогаш не се случил, немале таков билборд, воопшто немале за Украина билборд, но како и да е, нашите медиумски куќи си ги објавија, вклучувајќи 2 национална ТВ станици, неколку интернет портали, кои што се сметаат за кредибилни и професионални. Значи, ако ова се случува за нешто што не е толку важно, некоја, да речеме, нека кликбейт, сепак ги подхранува интересите на доминантната популација, на голем дел, барем од македонската јавност, што ќе се случи доколку се соочиме со потешки приказни, некои настани инциденти што се случуваат во нашата земја, и тоа се почесто. Видовме кои се резултатите од дезинформациите за време на преспанскиот договор и неговото подпишување. Гледавме какво насилни протести предизвикаа тие. Да не говориме за претходната година и она што се случи со дезинформациите и националистичката пропаганда, која што на крајот кулминираше со нападот врз собранието на 27 април. Видовме дека такви дезинформации произведуваат насилство и говор на омраза за време на францускиот договор и компромис што доведе до отварањето на преговорите за Северна Македонија со Европската унија во првата фаза, и гледаме што може да стори денеска за подгревањето на меѓуетничките тензии во нашата земја. Значи, сега можеме да видиме дека дезинформациите, овие напади на демократијата и на човековите права, не само за меѓуетничките прашања или прашања поврзани со НАТО или антизападната пропаганда подхраната од Русија, туку и домашните политички чинители. Имаме многу активни, дури и парламентарни партии кои што отворено пропагираат дезинформации за да го напаѓаат НАТО, Европската унија, најчесто да го напаѓаат западниот концепт и демократиите. Гледаме како се шири една дезинформација што го засега полот против радливите малцинства, маргинализираните групи, и се плашам дека демократското општество се уште не може да изнеде решение на овој проблем. Замислете што можете да направите со едно видео во трајање од 30 секунди. Колку дезинформации можете да вставите и да внесете во едно такво видео, и колку ќе бидат потребно време за да се побијат таквите информации, а за да се побијат таквите информации ќе би треба многу повеќе време, многу повеќе истражување отколку тоа 30 секундно видео кое што ги промовира таквите дезинформации. Се искористува онаа навика на публиката која што станува подоминантна, односно едноставно станува збор за публика која што ја гледа
содржината која што се објавува и која што наведом ги потврдува нивните мислења и ставови. Значи со тоа што има огромен број, огромно количество на податоци, многу е тешко да се справиме со едно такво количество на податоци. Значи кои се решенијата? Треба да имаме интегрирање на медиумите и да имаме организации кои што ќе ги проверуваат фактите кои што се објавуваат на медиумите. Да, социјалните мрежи стануваат се подоминантни во однос на начинот на кој што луѓето ја конзумираат таа содржина. Меѓутоа, ваквата содржина веќе се проширува и на други медиуми. Меѓутоа, ако се употребат и традиционалните медиуми и со едни такви заеднички напори, заедничка соработка, можеби ќе може да се спречи ваквата штетна пропаганда на ширење на лажни информации. Во овој аспект треба да видиме дека би требало да има доследна примена и борба од страна на институциите. Меѓутоа, во Северна Македонија не гледаме активности кои што се преземаат од страна на различни субјекти. Постојано зборуваме за еден пристап кој што ќе биде на ниво на целото општество. За жал не се случува, но треба да се случи. Од долгорочен аспект зборуваме за медиумска писменост, за интервенции преку образованието, бидејќи во самите учебници за основно, да речеме, образование имаше мноштво на такви дезинформации, погрешни информации, па требаше да се вложат многу напори за да се исправат таквите погрешни информации пласирани таму. И да не заборавиме дека луѓето кои што се во делот на антидемократските сили користат многу луѓе, многу пари, многу ресурси за сето ова што го прават, за да може да имаат своја лична политичка придобивка или пак друг вид на придобивка. Тоа овдека не станува збор за соочување со армија, ова е исто како да споредиме да соочување со една војска која што кон вас иде со тенкови и со тешко наоружување, а вие се борите со сабји и со мачеви. Што значи дека потребно е и од другата страна да се вложат подеднакво соодветни ресурси, за да може да се избориме со ваквата пропаганда. Не сум некој оптимист за тоа што ќе се случува во иднината, бидејќи сега тука се соочуваме и со вештачка интелигенција, деградирање на социјалните медиуми, деградирање на едукацијата, на образованието во целиот свет, и мислам дека ќе се соочиме со уште повеќе проблеми пред да се справиме со реалноста и пред да спроведеме малку поактивна борба за човековите права. Се извинувам што зборев малку подолго. Не знам дали го одговоривме моето прво прашање, меѓутоа сум задоволна со одговорите кои што ги дадовте, затоа што беше и многу поопширно од она што го побарав. Да, навистина беше извонредно. И оваа идеја за медиумска писменост, за едукација во училиштата, тоа е се добри идеи, добри начини за решавање на сите овие проблеми. Училиштата ќе треба да се согласат, треба и државата да се согласи, затоа што ова треба да се внесе во формалниот систем на образование. Понекогаш државата тоа не сака да го направи, затоа што на тој начин се произведуваат критички размислувачи кои понатаму ќе бидат и гласачи, нели?